Денеска е година ден од верификацијата на нашите мандати и мислам дека ова е денот каде што најголемата тежина си има свиено врз ова собрание, тоа е тежината на задолжување на Република Македонија во вредност на целиот нејзин буџет. Како пратеник чувствувам неверојатна одговорност да го артикулирам тоа што кое мислам дека сите го осеќаат. А тоа е тежината на овие договори и исплашеноста која народот ја осеќа од нив. Денеска треба да се задолжиме за 6 милиарди евра. Денеска треба да купиме социјален мир за владата и да ја фрлиме топката на проблемите некаде понатаму и да ја платиме цената крајно поскапо од тоа што треба да биде. Јас сакам да искоментирам неколку работи во врска со овој договор, а тоа е дека обично кога потпишуваме вакви договори за вакви зајмови, тие се презентираат како инхерентно беневолентни, како да не можат да бидат малициозни, како да ќе ни ги отворат портите на сите благодети кои ги очекуваме, но тоа не е така. Затоа што долгот е инструмент за контрола. Што подразбирам под ова? Во постколонијалниот свет формалните империи веќе не постојат, но економската супресија на помалите држави е само пософистицирана и се изведува на пософистицирани начини отколку големите бродови со ракети. Големите долгови кои развиените земји им ги наметнуваат на оние кои се развиваат не се инструмент за ослободување или за раст, туку се инструмент на модерниот империализам. Позајмиците од глобалниот север доаѓаат со врски политички, кои потоа ќе се одразат на нашата внатрешна политика, а не само со камати за кои ние денеска овде збориме. Во 90-тите, драги колеги, првите позајмици кои ги имаме добиено со Меѓународниот фонд и Светската банка, во нив содржаа полиси за структурално прилагодување. Полиси за структурално прилагодување, кои одат директно против принципот уставен на Македонија, а тоа е дека Македонија е социјална држава. Тие полиси за прилагодување на нашата економија значеа поголема приватизација, девалвирање на работничките права и девалвирање на животната средина која ние сега ја чувствуваме после 30 години. И после 30 години лекцијата не ја научивме и понатаму влегуваме во авантури кои ќе не тераат за понатамошно прилагодување на нашата економија. А верувајте, прилагодувањето на економијата значи само една работа: штедење за народот, профит за мултинационалните компании кои имаат интерес од овие договори. Реториката која пробува да се наметне е дека ова ќе помогне за нашата економија да расте. Но верувајте, тоа што го правиме е дека развиваме инфраструктура за екстракција на нашите ресурси и тоа понатаму ќе го видиме. Во контекстот на оваа влада се покажа дека оваа влада нема идејност. Особено затоа што овој договор нас сите не начека неспремни. Нити целата јавност беше спремна за ова, не се вклучија експертите, не се вклучи пошироката јавност да се утврди што тоа е приоритет на Република Македонија, туку одеднаш се користеа хвалоспеви за истите проекти кои се ветуваат 30 години. Прашањето е зошто сега ќе биде поразлично. Напротив, нема да биде поразлично. Како што Министерката за финансии рече дека во првото тромесечие било премногу ладно за да има голем процент на реализација на капиталните проекти, така повторно ќе биде ладно и топло и дожливо и снежно. Ништо од ова нема да се развие за некоја следна ваша влада да може пак да ги ветува истите работи. Вие денеска, вашата номенклатура вели дека времето на Груевски имало грешки, но ние не можеме веќе да спиеме на увото дека вие еден ден повторно ќе се пробудите за грешките кои ги правите и за долгот кој го наметнувате.
Во овој контекст, сакам за јавноста да биде јасно. Долгот нема да може да се врати. Прво затоа што не знаеме како ќе биде прераспределена економската активност на британските фирми и на македонските фирми во однос на реализација на овие проекти. Што ако британските фирми имаат ексклузивитет на управување и стопанисување со овие објекти кои ќе се градат, а нашите фирми само да учествуваат во градежната активност? Тоа не е стимулирање на растот на економијата, тоа е изливање на пари во фирми блиски до вас. Тие фирми имаат газди, тие газди веројатно и ви помогнале да дојдете на власт и сега ова е исплаќање на долговите кон вашите партнери од олигархијата. На крајот, кога нема да може да се сервисира долгот, како што во многу случаи така и е, а сакам и да потсетам дека земјите во развој од годишниот буџет повеќе издвојуваат за сервисирање на долгови отколку за здравство, отколку за образование. И сега што правиме? Го зголемуваме тој праг на сервисирање кој треба да се прави. И што следи по сервисирање на долгот? Следат мерки за штедење. Тие ќе бидат неизбежни. На крајот, за да ја подобриме, тоа се вика на англиски investor confidence или самодоверба на инвеститорот, ние ќе менуваме својата легислатива. За разлика од Бехтел и Енка, сакате сега да го продадете аргументот дека домашната легислатива ќе биде таа според која ќе се водат работите, но тоа не вели дека вие нема потоа дополнително да ја менувате легислативата за да го амортизирате се во ова. Нашиот страф е дека каде ќе штедите? Ќе штедите на обичните граѓани. Ќе се кратат работнички права. Ќе се крати заштитата на животната средина. Така и со Бехтел и Енка. Може би вам тоа ништо не ви значи. Моментално, при минирањето на мермерот за Бехтел и Енка, исчезнува ендемски вид на македонска пеперутка. Тоа треба политичка одговорност да се пронајде тука, затоа што на тие странски инвеститори кои на нас треба да ни ги отворат портите за рајот, тоа не ги интересира. Квалитетот на животот за граѓаните ќе биде тој кој ќе ја плати цената на вашите финансиски авантури. Ова е меѓугенерацијски долг кој ќе се чувствува многу долго време. Вие правите договор и позајмица влада со влада, иако тековите велат дека тие позајмици се најскапи, и не само што се најскапи по камати, туку и по политичко влијание. Првите две задолжувања на вашата влада не дојдоа од финансискиот пазар, туку дојдоа од два договори влада со влада. Вие на нас ни ја ставате сувереноста на коцка. Вие дозволувате политичкиот интерес на странски држави нам да ни ги управува работите подоцна во текот на нештата. Во суштина, на тоа што нема да го враќаме долгот, на тоа, за сервисирање, кога ќе правите анекси на договорот, за тоа мислам, за тие нешта. Во однос на тоа што се позајмувате втор пат во изборна година, исто така го отвара сомнежот дека пред се ова е ваш приоритет за да се позиционирате најсилно што можете за изборите, затоа што тоа знаеме дека е целиот приоритет. Со унгарскиот кредит, парите кои ги бризгавте во приватниот сектор, нашиот сектор за финансии побара информација од јавен карактер, од Развојна банка, кои фирми ги добиле парите од унгарскиот кредит. Одговорот беше дека е тоа деловна тајна. Што сега ни кажува дека на таков нетранспарентен начин ќе се одвиваат работите? Ништо не ни кажува. Напротив, еднаш треба да ја гледаме историјата како огледало на иднината. Тоа што владата на ВМРО-ДПМН не ги реализира тие работи кои ги ветуваше и тоа што се позајмува со вакви високоризични долгови влада на влада, ни покажува дека крајната цена, ако отиде нешто по зло, ќе ја платат нашите граѓани, а не политичарите кои ќе се симнат од власт и на крај ќе ги гледаме со поршиња во Монте Карло. Ви благодарам многу.